Добар ден. Почитувани. Јавноста виде колку држи зборот на аболицираниот криминалец Зоран Заев. Јавноста виде дека аболицираниот криминалец Зоран Заев нема образ, туку ѓон. Поминаа точно 38 дена, а Зоран Заев нема абер да се повлече од политиката, како што самиот вети, доколку изгуби на овие избори, а ги изгуби. Помина повеќе од месец, кога на 11 декември беше поразена деструктивната и манипулативна политика на СДСМ и на Зоран Заев. Народот, мнозинската поддршка, му ја даде на ВМРО, ДПМНЕ и на Коалицијата за подобра Македонија, а Зоран Заев се повлече и одлучи да се крие. Ова покажува дека аболицираниот криминалец Зоран Заев има намера да ја држи во заложништво и својата партија, но и цела Македонија само со една единствена цел – да си ја зачува својата политичка кариера и да избегне соочување со правдата. Таквата политика веќе не минува. Зоран Заев мора да си поднесе оставка и да престане да изнаоѓа смешни оправдувања, потценувајќи го народот. И од Заев, ако е, многу е. Овој аболициран криминалец доволно долго се зацкрива зад улогата на политичар. Овој човек е товар за македонското општество. Тој е аболициран криминалец од 8 милиони евра во 2008 година. Тој создаде мрежа од семејни фирми на кои делеше тендери од буџетот на општина Струмица за лично и за семејно богатење. Тој е исто така главниот лик од видеото 1 евро за црквата и 1 евро за вицето. Тој е човекот кој кога прави фиктивна, виртуелна гасификација, прави бизнис делки за богатење на своите партиски пајташи. Тој е човекот, да не заборавиме, кој најавуваше дека ќе јаде живи луѓе и дека ќе партизира се, од чистачка до министер. Тој е човекот кој најави менување на уставот, редефинирање, кантонизирање и двонационален карактер на Република Македонија. Почитувани, оставката на аболицираниот Заев е најдоброто нешто кое што може криминалецот Зоран Заев да го направи за Македонија.